И оваа недела остануваме во славниот Мијачки крај Копачка, познат по револуционерното минато на нашата Македонија. Движејќи се нагоре покрај градежните активности на автопатот Кичево-Охрид, се движиме по самата линија која ги дели Стогово и Илинска планина. Предел кој плени со природни убавини. На 1 километар десно, нагоре во планината од нашето претходно село Извор, се наоѓа револуционерното село Кленоец. Како што се искачуваме нагоре низ планината, така се убедуваме во прекрасната природа која го одликува овој крај и селото. Кое според официјалните податоци од 1900 година броело 580 жители. А според пописот во 2021 година, денес во селото живеат само 20 постојани жители. Стигнавме сред село и во дворот на неговиот пријател, крај сандаците со пчели, го најдовме нашиот домакин Марко Секуловски. Јас сум име и презиме Марко Секуловски, роден во ова село. Живеам во Скопје. По завршувањето средно школа во Кичево, отидов во Скопје, се вработив во телекомуникација. Работев 40 години стаж. Кога влегов во пензија, размислив да си дојдам овде да уживам во оваа природа, во овој чист воздух. Господин Марко ни раскажа за жителите на селото некогаш и денес. За селово да кажам, околу 80 куќи било порано семејства. Сега ги имат стални 3 до 4. А преку лето доаѓаат пензионери, па ги има скоро повише куќи се отворени. Сигурно сте слушнале за прочуеното вовче Кирчо, кое возеше по железничката пруга измеѓу Кичево и Охрид. Кирчо поминуваше некогаш низ село Кленоец, а господин Марко се уште со емоции се сеќава на тие денови. Како и на тагата која го обзела кога вовчето престанало да вози. Низ ова село поминуваше вовчето Кирчо. Од Кичево до Пресека, од Пресека го преземаше Охрид. И кога го кина, малку и слози ми протекоа. Затоа што се возев со него, не брка железничарите, за да направиме некоја штета, грешно да загиниме. Господин Марко ни раскажа како се живеело некогаш и со што се занимавале селаните во Кленоец, а како е денес. Се занимавало селово со земјоделие, сточарство, саделе тутун, пшенка, пченица, сите куќи, секоја куќа имало по 3-4 добитоци, овци. Сега нема ништо. Сега има само 3 куќи, 4 што се тука, а селото ни е за викенд програма више. Од Скопје доаѓаме сите, преку лето сме тука. Господин Марко ни раскажа и за своето детство и образовниот систем некогаш во селото. Овде имало, да кажеме, осмолетка школа до 4-то деление, јас сум учел тука. После 4-то деление во Извор. Сите села иделе во Извор од 4-то, од 5-то до 8-то деление.
Како и целата наша татковина, така и Кленоец е зафатено од иселеничката чума. Еве каде најчесто се иселуваат жителите на Кленоец. Помладиве ги нема, пошто се иселени. Со самото учење има доста забршено со факултети. Иселувањето највише постарите татковци се иселиле во Србија, на печалба, Скопје, а сега помладиве ги има во Германија, во Словенија, во Хрватска ги има и на други земји. Споменикот на Ноб во селото е сведок на револуционерното минато и улогата која ова село ја имало во народно-ослободителната борба. Зашто со гордост ни раскажа господин Марко. Во ова село е револуционерно. Споменикот е долу, го видовте. Тука има загинато, има борци од целиот крај Западна Македонија, па од цела Македонија, па и од цела Југославија има. Овде бил штабот Светозар Вукмановиќ Темпо. Тор човек што беше на Тито. Штабот му бил тука. Погинати се овде во Лопушник е погинат Кочо Рацин. Овде е погинат Јосип Јосиповски свештарот од Гевгелија. Секој дел од нашата татковина е преполн со херојски приказни, добри луѓе, волшебна природа, топло гостопримство и незаборавни искуства. Со таков печаток ја привршуваме и нашата приказна од славното мијачко село Кленоец, во кое имавме незаборавно искуство и дружба со посебни луѓе, за што од срце им се заблагодаруваме. Тука некаде е и крајот на овонеделната репортажа во село Кленоец. Продолжете да не следите и се гледаме наредната сабота, во исто време, во некоја нова авантура низ нашиот посебен роден крај.